една книга. Гимназиум, која зборува за некои македонски состојби на нашите битки со цензурата во Македонија, која не е од сега ова што се потпиша под присила и со пари земени, разни договори, сатански, преспански, рамковен, пржински, турано-татарски и така натаму. Е плод на една подолготрајна цензура на уништување на Македонија и македонците, веројатно сатанска доктрина на завладејување на цели народи едни против други. Да тврдат дека няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци, няма тих македонаца. Нема. Ако го нема тоа што постои, како може да постои тоа што го нема? Значи книгата Гимназиум или како ја размножувавме умноста, Скопје, Македонија 2003 издадена. Тогаш се викаше едицијата Лицеум, денеска е Свети Дух. Текстовите се објавени во лик во Весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година. Во списанието на Матицата на иселениците Македонија и последните 3 текста се објавени во списанието Комплетна и видите тој стил тука што е внесен е од Духот Свети. Знаете како ме учеше? Духот да ме води тој да пишува низ мене. Кундерштина, страна 62, кундерштината меѓу книгите и бродовите. Првата средба беше исто така во Кафуленце. Тогаш ме нарече мојот најмил асистент. Ме представи на јавниот обвинител. Иако тој ме познава доволно, доаѓаше на нашите трибини македонците од древнина до денеска. Македонците. Потоа ме нарече најлошиот асистент. Повторно во едно Кафуленце. Во Кафуленцето на факултетот. Се разбира со доза на кундерштина и иронија на владењето. Може би затоа што сосема поинаку го читаме зборот лојалност. Едниот тоа го разбира кон владењето, другиот кон образовниот принцип. Бевме на промоција на една книга. Книгите повеќе траат од бродовите, рече професорката. Минаа 30 на Божји лета од суштествувањето на факултетот. Доволно време да се извлече ука и поука за доблеста. Првата средба беше во Кафуленце во трговскиот центар, помеѓу образовниот процес и политиката. Пред тоа едно куче го изгуби умот. Песот наеднаш здиве, касна еден човек, потоа уште двајца професори и неколку студенти. Потоа зароси ситен дождец, еве како што денеска овде врне. Баш на изборот, два мина се воздржаа. Останатите вежбавме 1-2, кој смее да не рече да. Избравме двајца доценти, неколку помлади асистенти горе-долу, 1-2, кој смее да не рече да. Една рецензија беше печатена во подлистокот на билтенот. Некој даде забелешка, дали ректоратот има лектор или не, дали на името на предметот требало да му се кладе членот. Потоа заврна ситен дождец, како овдека. Сите во дворот продолжија да касаат, продеканот лично спасил една жена од кучиштето. Што му стана на песот. Со години живееше во дворот на факултетот и беше кротко постоење, а сега секојдневно по некого каснува за ногата. 2 студентки го однале кучето на ветеринар. Го вакцинирале, попусту, утредента повторно закаса. Врнеше ситен дождец, баш како и сега овдека во Маврово. Ние правевме 1-2. Кој смее да не рече да? Некој рече дека тоа е реакција на образовниот процес од студентите, касањето. Се разви научна дискусија дали е возможно без некаква причина песот едноставно да почне да каса. Зборувавме за причинско-последичните односи. Жолчна расправија дали кучиштето треба да се отстрани или не. Јас им го кажав македонскиот пример. Македонците пред битката жртвуваа кучиња. Минуваа со војската низ растргнат пес, потоа ги снајде кинос кефале. На местото кинос кефале, кучешка глава, кинос да се раскине, нели? Кинос куче. Го доживееа последниот пораз пред да ги поделат во славини и склавини. Значи, кинос ке рече на латински, а тие нашите го раскинувале.
Видите, зборот е ист македонски. Имаше магла на кучешка глава кога Персеј македонскиот цар поклекна. Еден факултетски пес наеднаш почна да напаѓа. Ви приоѓа од задгрб и ве каса за ногата. Чекорам низ факултетскиот двор, обидувајки се да не се обзирнувам во јароста, во гневот. Може би од задгрб ме демне споулавено куче. Минаа 30 години од почетокот на факултетот. Доволно време да се извлече ука за духовното и дневно политичкото. Најлошиот асистент, рече деканот, во кафулето со доза на кундерштина. Се прекршувавме преку зборот лојалност. Алберто Лојола, езуитчето, и орфејството, питагорејството, стоицизмот како духовна доблест на факултетската сцена. Потоа избиравме, еден, два, кој смее да не рече да. Потоа заврна зимурлево дожденце, баш како овде во Маврово. Потоа пак касна нечија нога, кучето, бесот. Внимавам да не се обцрнувам во гневот и да ја препознавам маглата на киноскефале. Честита 30 годишнина, академијо моја, без кундерштината меѓу книгите и бродовите. 2 мина се воздржаа. Забелешката беше дали на предметот требало да му се кладе членот. Видете, членот на што? На партијата на власт, например. После сите овие случувања што се случува денеска, се вработува политички вработувања на факултетот. Ние вработуваме луѓе кои не предаваат воопшто. Срамота, што учесници во шарени револуции. 65-та страна за сценските зандани, ја озвучуваме оваа книга, ми приде еден човек и ме праша зошто ги мразиш бугарите. Признавам се најдов затекнат, потоа следеше одговорот. Секогаш кога ќе ме кутне просечноста го повикувам за сопеседник Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински. Војдане, ќе викнам, кај си, што си, зошто си, кој си, каков си. Скрб и утеха му служи на македонскиот народ. Мисла му тежеше во душата. На мостот Гоце Делчев се сретнавме со поранешниот директор на Кумановски, сегашниот на Велешки и оној со натежната мисла, Думат и Војдан Чернодрински. Беше мразен зимски ден, цивра, кочан, студенило. Ми ја кажаа новата комисија за театар. Долу жубореше Вардарчето, од извора дур до Солуна. Потоа се разминавме. Зошто ги мразиш бугарите? Праша. Одеднаш ме штрекна. Правевме сосема друг муабет во кафулето за представата ние. И одеднаш пласна прашањето. Му срочив збор 2. Потоа ми ја даде својата визит карта. И испивме тенџере со црвено македонско вино. Ке ја украдат, овие заборавиле кои се и што се, врескаше актерот кој го играше Ристо Шишков. Представата се викаше Ние. Театар скрби утеха. Како си, брате мили? Војдан Чернодрински се насмевна. Како е мојата возобновена скрби утеха? Молкум скрбна одговорот. Потоа се сретнав со заменикот на гробот на Гоце Делчев. Имаше купче народец, владиката со дружбата, му бакнавме рака, убава беседа рекоа, зборови. Може би требаше да му побарам прошка на апостолот за откинатиот мустак, во представата за Идисонце, кој знае. Барем разменивме 2-3 думи со заменикот за култура. Му кажав дека не ги мразам бугарите, напротив. Како духот во Хамлет чекори Војдан Чернодрински по мене. Ми ги мери стапките, баш под стоковената куќа мост, речиси се судривме со поранешниот. Молкум во разминување. Историо, мој Маркузе, дедото, тој и синот и внукот, си ги менува идентитетите на секој 30 на 50 на години, просто си постои како билка. Војдан Чернодрински се смее. Што е смешно, што си се исклештил? Скрбење низ просечноста. Потоа скршнав до министерството. На скалилото се сретнавме со Илинденка. Шифрата беше зошто не сте ни јавиле.
Одговорот на јавката беше дека се работело само за професионални театри. Добро се видите. 11 божи години истрошивме обидувајќи се да докажеме дали сме или не сме театар. Тоа исто како Македонија, има ли македонци или нема. Огромна енергија усмерена кон тоа подозрение. Простете, зошто не судите за некого? Не судите според делата. Војдан Чернодрински секна со смеењето. Не му беше веќе до кикотење. Му се подопулија очите. Кој си? Што си? Зошто си? Како си? Тија слават 100 годишнината од крвавата ти свадба. Македонската те заборавија како библиотекар во Софија. Ние славевме пред 5 години, игравме во древна Дионисија 12 часа без задршка Младински културен центар. Беше тоа Македонскиот завет. Учествува и клиника за психијатрија и психологија. Беше на меѓународен семинар од кај се утврди дека актерите после 12 часа игра имаат подобра ментална, чувствена и структурална кондиција. Од една книга која стрпливо чека ред за читање, скокна визит картата на оној кој ме праша: зошто ги мразиш? 3 точки. Никого не мразам, напротив, се обидувам да ги почитувам сите, се разбира оние кои ме почитуваат и мене, Војданен Чернодрински. На картичката пишуваше Иво Јанчев, мултигруп. Беше тоа февруари, македонска зима 1996-та. Секогаш кога ќе ме квакне, ќе ми се подаде просечност да го повикувам Чернодрински. Дојди во Македонија да си ја видиш твојата возобновена актерска тајфа. Погувеавме така едно време, чувствувајќи ги дамарите на скрбизмот. Потоа си ја честитавме новата театарска комисија. Војдане, му шепнав, ме прегрна на заминување, оставајќи ми ги златните клучеви на македонската му душа, со кои ќе треба да се одбулат занданите на возобновениот скрб и утеха. Простете, судете за некого според неговите дела од Извратор до Солуна, се уште е молк за скрб и утеха, освен тоа што сме под цензура, значи комплетно укинат. И тој феномен 18 години, например. Книга не сум добил, се веќе 10 години премиера и веќе не конкурирам, едноставно. Не го фрлам бисерот пред свињите според Господ Исус Христос. 68 страна записи. Може би еден ден историјата ќе види што направил скрб и утеха и ќе донесе, како да речам, ќе им се отвори во срцето да разбере дека тоа е водство од Духот Свети, од Господ Исус Христос. Ви испрати човек, ама кој има уши да слуша ќе чуе. Записи од опеаниот дом. На брегот на широкострујниот акси, собрани во купче, го пееја пеанот. Нашите предци, пеонците, му се молеа на Бог пред да се втурнат во Тројанската војна. Пеан, лекар и исцелител на боговите. Зборуваме, значи, за древна македонската митологија, пред да се појави Господ Исус Христос. Или песна благодарница, ритуална верска народна песна која содржи 4 стапки. 4 стапки кои се пеели и играле, од кои 3 се ненагласени и една нагласена. Значи, тоа е едноставното македонско оро, простото. Мислам на стапките. Нели слично како македонските ора. Или пеан, вослик на радост со играње и пеење. Пеан кој му ја залечил раната на адот, која му ја задал Херакле. Пеан напишан на линеарното критско-микенско писмо, каде што првпат е насликано старото македонско оро, луѓе фатени за рацете како играат и пеат. Подоцна пеанот се врзува како химна во чест на Аполон и Асклепие, како нешто што требало да се отпее и одигра пред да тргнете во војна. Како, например, пеонците од широкострујниот акси, денешниот наш Вардар во Тројанската војна. Интересно, зборот пеан и во современиот македонски јазик го задржал истото значење, да пееш, да бидеш опеан, испеан, надпеан или да запееш од радост или од тага. Тој е пеан, значи учен. Дури и името на пајонците може да се врзе со песните на поењето. Од тој древен македонски збор е изведен и зборот поет, кој во белосветските речници ќе го најдете како грчки, а всушност самиот збор е поврзан со поењето, со пеењето, со оној кој пее или пое, нели тој е поет, и тој е опеан, отпеан или опиен од вознес и возгордеаност.
поети просјаци на фалби, што би рекол Аристотел. Пајонците го завршија пеанот, одпеа и одиграа во ритамот на песната покрај денешниот наш Вардар и дадоа свој данок во 10-годишната Тројанска војна. Беше тоа периодот после кој се обединија македонците и го завладеа, го осветуваа, го просветлуваа светот. Деновиве покрај Хомеровата река широкострујниот акси, нашиот Вардар повторно се случуваат пеани против или за неговата, за новата Тројанска војна во нашето соседство. И ајде речете дека сторението не се повторува. Историјата се враќа наназад од Хомер кон македонскиот народ и се прекршува во ново разурнување на таа вечна Троја, вечниот неосвоив бедем. На љубовта, на војната за љубов. Војна од недостаток на љубов. Да не заборавиме Пеан, исцелителот, еднашка му помогна на Адот за да го закрепне од раните кои му ги задал. Студено е малку Херакле. Да не заборавиме дека тој силен ракле му беше род на Александар Македонецот, а пак зборот Ад кој има истото значење во современиот македонски како и оној на царската и митолошка Македонија, Ад, Јад, Јаден. Покрај македонскиот мост на реката Вардар и деновиве како и во Хомерово време се случуваат пеаните. Пеани за или против новите историски преповторувања на разурнатите трои. Пред да почнете да пеете, размислете добро да не паднете на песната на братската линија на панславизмот, иако во образовните македонски институции се уште ви ги учат децата од задкарпатскиот синдром на македонскиот народ. Дали македонците се словени? Оние на кои им ги дарувавме словата се словени. Пословени и благословени. Ние сме во тој македонски кирило-методиевски солунски јазик словари. Оние кои ги дарија тие македонски слова. Словари. И се случуваат нови пеани, новите трои се преповторуваат, македонските војни на брегот на Хомеровата река, нашиот Вардар, од папакот на светот, нашата мајка Македонија. Иначе ја озвучуваме оваа книга и останува уште еден текст, солза на непознатиот гледач. Да не беше сево ова за џабе, прошепоти Ристо Шишков. Душата му беше се збрала во длапка. Скрбеше во своето место за среќа, во манастирот, во театарскиот храм, заедница на свети верници. Во Македонија, лулката на театорот постоеше единство меѓу сценската и духовната верба. Ти ќе речеш религиозност. Тргнете на кај Хераклеја на крилјата на ангелите и сонувајте. На половина пат од Прилеп кон Битола ќе ве пресретне светилиштето на Тиха, третиот век од периодот на македонската доминација на светот. Тиха, чудната божица, значи зборуваме за древна македонската митологија. Јас сум денес христијанин, работам и му служам на Господ Исус Христос. Значи Тиха, чудната божица на среќата, златокрила, добра, благонаклонета, неправедна, дива или слепа. Македонците кои театарствуваа во Хераклеја пред представите доаѓаа да и се помолат. Ги пееа пеаните, дитирамбите и играа во стапки денешните ора. Марко Цепенков смолчено пред домот се притаел. Горе во стоата пред сцената траат разговорите за представите. 34-ти пат Војдан Поп Ѓорѓев Чернотрински, театарски игри, македонски фестивал, водители, селектори, жири комисии, македонски фестивал според Борза. Во антиката се играл, почнувал со спортски надпревари, поезија и обврзно завршувал со театар. Македонски фестивал, водители, селектори, жири комисии, медиатори, луѓе кои сакаат да ви го одземат столот и зборот, и други кои товарат купишта зборови врз грбот на актерот, и тоа сценско свето место. Долу во фестивалското кафоле се случи света средба. Господинот актер Владимир Светиев со театарот скрби утеха. Не присуствуваше на разговорите, си тихува во театарското бифе. Потоа ни го прочита својот труд за симпозиумот Актерството и режијата во македонскиот театар. Темата беше Ристо Шишков. Да не беше сево ова за џабе бе љољо, му рече.
ни зборуваше дека театарот е најсилно оружје против лагата, полтронството, примитивизмот, за играта на Шишков во Зајдисонце на Бабелј. Ние потоа имавме Зајдисонце на Скрби и утеха, за неговиот Мендель крик, за тоа колку душа внесол во сето тоа, за тоа дека Анатолиј Ефрос го викал Шишков да игра истата улога на македонски во Русија, за тоа дека создал улога од собствената крв и скрб. Дихуваме во театарското кафуленце со Владо Светиев. Не ги исполнија душите неговите писанија. Театарот има смисол само ако открива нешто ново. Покажете ми како го играте Хамлет, ќе ви кажам што човек сте. Еден човек што седеше на масата до нас, пушти една солза. Беше тоа скрб за актерот. За актерот кога го изеде социјалистичкиот македонски театар. Се расплака. На тркалезните маси и столови куп зборови натоварени врз грбот на актерите. Јас со толкава леснотија на постоењето не би можел да зборувам за светоста. Во манастирот Свети Архангел Михаел, граден 1371 на истото место на кое веројатно постоело и античко македонско светилиште, на столбовите вградени во стојата на манастирот е врежано кирилско писмо од 8 век од оваа ера. Втор по значење текст после оној од селото Герман. Антички столбови со кирилско писмо. А што ако храмот на Тихе го оставивме во Стибера на полпат меѓу Прилеп и Хераклеја? Отвори ни го патот Златокрила убавице. Драмуваме на кај дома зборувајки за Зајдисонце на театарот Скрби и утеха. Прв пат, втор пат, во името на светоста, во името на Ристо Шишков и солзата на непознатиот собеседник за смртта на актерот. Ете, ја озвучувам оваа книга, зошто? Па затоа што тотално премолчам Скрби и утеха, како и Војдан Чернодрински кој заврши како библиотекар во Софија, заборавен и оставен. И ова исто така, значи не им треба театар кој ќе зборува за Македонија, ќе зборува вистината, ќе игра теми кои другите не може да ги играат. Денеска театарот во Македонија е тотално сатанизиран. Појдете во театар да видите што се игра, нема збор, нема сила, нема Дух Свети. Тоа е театар на сатанистички, ѓаволски театар кој ве труе, кој не смее да ја зборува вистината. Господ Исус Христос да ви го отвори умот и срцето, може би еден ден, ако даде век, да се види што направил вториот Скрби и утеха, дали ќе има трет Скрби и утеха. Ако сака Господ, ќе биде и тоа. Бидете ми благословени во силата на Духот Свети. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Македонија, земја Исусова, вистинскиот театар е духовен, каде вие се борите, спасувате души од мртви во живи, ги оживувате во Духот Свети. Додека ова друго, во телесен театар, тоа е имитативна форма, попримитивна основа, но тешко се разбира, без да му го предадете срцето на Господ Исус Христос. Амин до Царството Божјо. Амин.